Како што најавив и пред малку, секако дека ќе слушнеме и менаџер на Скопско кафуле да видиме како помина првиот работен ден од отворањето на угостителските објекти. Добро утро му велам на Бертан Сулејман. Бертан, добро утро, како помина првиот работен ден? Добро утро на сите. Па првиот работен ден почна чудно малце. Луѓето доаѓа, не знае како да се понашаат најпрво, да кај сме да седнат, бидејќи уредбите на владата и препораките стигнаа доцна во ноќта претходниот ден. Но како продолжуваше денот, мислам дека се опуштаа полека, но внимаваа најпрво на препораките. Ние бевме спремни, дезинфициравме, чистевме персоналот со визири, со маски, со ракавици. Масите ги одвоивме на метар и пол, како што беа препораките. Малце изгледаше чудно терасата, бидејќи тоа е повеќе или помалку половина од капацитетот на локалот. Да, кафулето каза има навистина убава тераса. Еве јас не успеав да се свратам во првиот работен ден, но веќе спомена ја направивте на дистанца, така? Да. И на вашата Facebook страна можев да забележам еден уред поставен пред кафулето. Вака на прв поглед можам да кажам дека помалку ми наликува на оние апарати за проверка на дел од аеродромите во регионот, но станува збор за машина за дезинфекција. Да, тоа е тотемна врата што стои. Тој има најпрво черга со течност под неа за дезинфицирање на патиките. Има со лак се стиска и се добива течност за дезинфекција на рацете. Има и хартија да се извлече, канта во него, така да секој на влез може да се дезинфицира. Потоа на секоја маса има средство за дезинфекција. Во вецињата нормално, на секој саат исто се врши чистење и дезинфекција на вецињата. Значи сите предпазливи мерки се на највисоко ниво. Со тоа што рековте, ние имаме голема убава тераса. Проблем е за кафичите што имаат помали тераси, со овие мерки можат многу малце маси да постават и со тоа не им се исплати ни отварањето, така да неколку кафичи сега не ми се отворени. Најголем проблем меѓу сите како што се збори представува мерка до 4 луѓе да седат на маса само ако се фамилија. Тоа многу ни е тешко да го регулираме, бидејќи не сме полицајци, немаме ни дозвола за легитимирање на луѓето на врата, тоа како ќе се докаже кој е братучет, кој е, нели, има разни видови на роднини. Да, тоа беше главно прашање и на социјалните мрежи. Да, така и тоа во исто време пазарниот инспекторат рече и дека нема инспекторите да го вршат надзорот, туку вработените во кафулињата. Да, но мислам дека тоа ќе се смени во наредните денови, бидејќи во другите држави во светот пробаа, но вида дека не функционира тоа. Мислам дека и до 4 луѓе да не се од фамилија, има доволна дистанца на масите, за да си седат нормално. Повеќето луѓе со маски си доаѓаат, така да таа мерка воопшто не е прифатлива и мислам дека ќе ја смената во наредниот период. Луѓето доаѓаат со маски, но не можат со маски да го пијат кафето. Зборувавме за безбедноста за посетителите, но дали се погриживте за безбедноста на вработените? Набавивте ли доволно маски, бидејќи токму вработените ќе мораат да носат маска цело време? Да. Па маска првично ние додавме уште еден сегмент, а тоа е и визири, дури на некои им изгледа чудно, како Star Wars ги направиле. Рестораните, мислам дека и ракавици, ние пошто отидеме кафе, само не ставивме ракавици, но маски и визири, персоналот се опремени за наредниот ден фул, така да, што се однесе во персоналот, скоро сме спремни. Мерки на предпазливост никогаш не се доволно, така што секоја чест за везирите веќе ги користат здравствените работници. Добро сте се сетиле за да ги заштитите секако и вашите вработени, но и посетителите на кафулињата. Бертан, разговаравме за безбедноста и за тоа
како функционирате, но какви се очекувањата за идниот период? Очекувате ли гости во кафулето? Еве, спомена дека работите со половина капацитет со оглед на потребната, поточно задолжителната дистанца. Како ќе се одрази ова на финансиите? Ќе преживеат ли оваа криза угостителите? Видете, чим преживавме до сега, од овде може само на подобро да иде. За тоа што генерално Скопје фактот е дека е сега доста испразнето, луѓето што не живеат тука се вратени во своите места. Вчера беше окей, но со оглед дека е прв ден, тој се очекуваше во понатамошниот период ќе видиме дали ќе задржи тој тренд луѓето да искачаат или ќе биде само ова почетно, бидејќи не биле долго време, искочат ден-два, па пак да се повлечат дома, тоа ќе биде проблем за нас. И голем проблем за вработените, бидејќи ние затворивме со 30 вработени. Сега со овој капацитет и ова работење за 10 часот, 2:15 од вработените може да добијат смени, другите чекаат да трне работата на нагоре за да добијат смени. Така да сега сме како на стендбај, па да видиме понатака како ќе тера. Очекувањата, не знам стварно што очекуваме. Никој од нас не преживеа, мислам јас како помлад не сум преживал пандемија до сега, така да не знам што да очекувам стварно. Ако се држиме до тоа вчера како беше, мислам дека ќе биде окей, но да видиме. Бертан Сулеман, благодарам за ова вклучување во утрински брифинг, да ја пренесеме дел од атмосферата за тоа како беше вчера за првиот работен ден, но и вашиот став и мислење секако за безбедноста и за функционирањето на угостителските објекти. Благодарам. Благодарам и на вас.